Последно збогом и благодарам за надвојводата Ото фон Хабсбург во името на целиот македонски народ. Премиерот Никола Груевски во саботата во австриската престолнина му изрази последна почит на синот на последниот австро-унгарски император. Во својата визија за обединета Европа, фон Хабсбург секогаш ја ставаше и нашава земја, при тоа бескомпромисно бранејќи го правото на употреба на историското име Македонија. Човекот е смртен, но неговото име може да остане бесмртно. Делата кои ќе го надживеат човекот и ќе им помогнат на поколенијата подобро да живеат, водат до бесмртноста. Во Македонија и меѓу македонците името Ото фон Хабсбург сигурно ќе остане бесмртно и вечно запаметено. Синот на последниот император на Австро-Унгарија, поранешен европратеник и председател на Паневропската унија и даваше голема поддршка на Македонија уште од прогласувањето на независноста во 91-ва. Бескомпромисно го бранеше правото на Македонија на употреба на своето историско име. Залагајќи се за обединета Европа, која постојано треба да се проширува, фон Хабсбург со право го нарекуваат визионер и архитект на проширувањето на Европската унија. Во неговата визија за единство на европските народи, секогаш ја ставаше и Македонија. Тој ни ги отвараше вратите и не застапуваше онаму каде што не можевме да влеземе, рече шефот на државата Иванов, кој лани го одликуваше фон Хабсбург со орденот за заслуги за Македонија. Хабсбург при една посета на нашата земја изјави: "Се надевам дека Македонија ќе стане дел од Европската унија додека наполнам 100 години." Несудениот император не го доживеа 100-тиот роден ден. Почина на 98 години. Unser lieber Vater hat sich für den Schutz des Lebens und für die Menschenrechte eingesetzt. Herr, lohne ihm diesen Einsatz mit dem ewigen Leben. Uns aber hilf, mutige Anwälte des Lebens und des Rechtes zu sein. Буквално сите светски медиуми известуваа за погребната церемонија на надвојводата во австриската престолнина. Дел од нив, меѓу кои BBC, информираа дека на погребот меѓу другите присуствува и премиерот на Македонија. Во катедралата Свети Стефан во Виена, Груевски му отдаде последна почит на големиот македонски пријател, заедно со уште 1000 гости, представници на европската политичка елита и кралските семејства. Македонскиот премиер во името на целиот македонски народ му го кажа последното збогум и благодарам на фон Хабсбург. Меѓу присутните на церемонијата беше и австрискиот државен врв, председателот на Европскиот парламент и неколкумина шефови на влади и држави. Телото на надвојводата вечно ќе почива во кралската гробница во Виена. Според традицијата на династијата Хабсбург, неговото срце беше одвоено од телото, а согласно со неговата желба беше закопано во Унгарија.